Нашиот колега Кирил Стојанов во моментов е на Факултетот за земјоделски науки и храна, каде што практично ќе се одржи еден централен настан. Кирил ќе ни ги открие во продолжение деталите доколку се слушаме. Кирил, повели. Така, Иваневе, добро утро, поздрав од паркот на пчелите. Спомна и ти, денешниот ден се одбележува на повеќе начини. Во Македонија се отвара првиот парк на пчелите. За тоа како ќе се одбележи денот, која е намената и важност на еден ваков парк на пчелите и дали и понатаму ќе се развива оваа стратегија и ќе се прават други вакви иницијативи. Ќе зборуваме со амбасадорот на Словенија во Македонија, неговата еминенција Грегор Прескер, кој што е еден од најзаслужните за овој проект. Овде е 20 мај, ден на пчелите. Која е важноста на овој ден и важноста да бидеме овде во првиот парк на пчелите во Македонија? Најпрво добро утро на вас и на вашите гледачи. Голема благодарност на сите за интересуваните за нашите активности тука во вашата земја и да, како со беше веќе кажано, денеска е 20 мај, светскиот ден на пчелите, кој беше проглашен во 2017 година во Обединетите нации на иницијативата на нашата држава, на Република Словенија, пошто ние имаме некако традицијата во пчеларство, во производство на медот и тоа не само да се работи за производство на медот, него тоа е значи да се подигне свеста на важноста на пчелите и на другите опрашивачи кои се важни за нашиот екосистем, за биодиверзитетот и за производство на храна. Тука во вашата земја имаме многу проекти кои се исто има за цел подигнување на свеста, како што кажав. И денеска отвараме во рамки на овиот важен ден првиот парк на пчелите во вашата земја. Тука во паркот од Факултет за земјоделство, благодарност на факултетот и на Адра Македонија, со кои работиме во овој проектот пчеларки, позитивни промени во Македонија. Овој парк има за цел да на еден едукативен начин едуцира јавноста во вашата земја од сите возрасти, од децињата и до постари, што е важно, зашто е важна пчела, зашто се важни опрашивачи, како тие помагат да ние имаме храна, која е важна за нашиот живот. Така, почитуван амбасадор, бидејќи овој парк овде е на земјоделскиот факултет, меѓутоа дали истиот ќе биде достапен за сите, каква е стратегијата во тој поглед, кој се ќе може да биде овде и на кој начин ќе може да ги добива придобивките да се едуцира, како што спомнавте и ви? Да, паркот е отворен за сите, да може да доаѓаат тука да видат шта важноста на пчелите, како ние треба да ги заштитиме, пошто тие се малце загрозени, пошто намалува се нивна животната средина. Имаме многу агресивни начини на земјоделство, треба тоа да се некако да се спречи. Тоа е некако, значи како што кажав, на едукативен начин за сите, за цело општество да доаѓа тука да види што треба сите да имаме нека грижа за пчелите и другите опрашивачи, како да ги заштитиме. Така да ние можеме да живееме како живееме века милениуми, затоа што треба да имаме здрава рана, а на пчелите е важно да живеат во чист простор, да имат достапност на питка вода, чиста вода и еве кроз овој проектот исто така имаме цел да заштитиме, да зајакнеме свеста на заштитувањето на вашата медоносна пчела, Апис мелифера македоника, пошто вие имате една автохтона пчела и тоа е цел, значи да вашата јавност знае да имате и вие една важна врста на пчелите кои се важни за вашиот екосистем. Еве само за крај, бидејќи спомнавте ви овој проект кој што го финансира словенската влада, во кој што е вклучен Факултетот за земјоделство и Адра Македонија. Овој прв парк ваков, дали планирате вакви активности да продолжат и понатаму, дали можеби се планира некој парк во друг град или некоја друга активност која што ќе предонесе за развојот и подигање на свеста, како што зборувавте? Па да, на нас имаме за цел стварно да зајакнеме свеста, да подигнеме свеста и да прошириме тие активности во цела вашата земја, пошто знаеме дека не се случува се само тука во Скопје, него важно е да имаме некои придонеси во другите средини од вашата земја, други градови во сите делови од вашата држава.
Господин амбасадор, ви благодарам за разговорот и ви благодарам за ова иницијатива. Ви посакувам убав, успешен ден и свекава свеченост која што следува овде на факултетот. Благодарам на вас. Еве една покана за вашите гледачи да доаѓаат тука да се едуцират од важноста на пчелите. Ви благодарам уште еднаш. Еве, слушнавме за важноста на пчелите за денешниот ден, за тоа зошто е направен првиот парк на пчелата овде во Македонија, која е неговата намена и како и на кој начин може да биде корисен. Јас само ќе кажам дека овде на Земјоделскиот факултет е предвидена и и програма за одбележување на денешниот ден. Ќе започне некаде околу 9:30 кога е предвидено пристигнување на гостите, а официјалниот програма започнува 15 минути подоцна, каде што ќе имаме музички настап, а потоа следуваат и поздравните говори. Истата програма е предвидена да трае некаде до 11:30, 12 часот напладне, па сите оние кои што се во можност се добре дојдени и поканете да го погледнат и да го видат паркот на пчелата одблиску. Кирил, ти благодарам за овој извештај од пред Земјоделскиот факултет, каде денеска практично еден од настаните за одбележување на светскиот ден на пчелата ќе се одржи и ете, убав апел и покана до сите гледачи кои имаат ова утро време да допатуваат дотаму, има навистина што да се погледне. Кирил, се гледаме